и снежето. Ке си кажам нешто конкретно, а волима хотело, југо ке си паркирам. И со снеже кафе ке испијам. Тарарарарарара. Еј, мори снеже, како да речам, за Спенџарска, за Лазаров, снежето не давам. Тарарарарарара. Еј, мори снеже, како да речам, за Спенџарска, за Лазаров, снежето не давам. И уште еднаш. За Спенџарска, за Лазаров, снежето не давам. Аплауз! Браво. It was at this moment he knew. He fucked up. До мене поздрав! До мене поздрав! Ова, а знаеш што ќе ти дава, а знаеш што ќе ти велев преге? Дај да се собериме барем тројца ќе не бери овде, така. Да двајца назад еден. Каво е југото? Ами те гушнам тебе пред сите овде. Ле преако нешто. Абе јас ти ги читам мислите, ти ги читам. Вчера голд на мотив свестам јазе. Те уплаши? Сега ми звони Мими, ми викам, шо преш, ми викам, не знам што да направам со себе си, сабота е, и немам ништо што да направам со себе си. Јас вика, ќе ти најдам една работа за тебе, да правиш нешто со себе си. И еве, лепам тука неке 20 минути. Сето за југото па само да ви кажам. Баш ко правевме муабет за таа прва кола што возев, што имаше како кадилаче Марутито го зедев. Југото уште држиш. Јас баш знам 2095-6-та, речем ко полагав, уште југо 55, некој што беа 65 као вона, уште држе. Рака пример, фатиш, имаш југо моженска се фатиш, уште немаш она бемвиња ти работи. Па вие со југо се фаца сум. А ти кажам фаца, средина 90 години, југото се уште држи шема. Да, оти се не му чини да ме. Сакаш да ти кажам еден многу голем податок факт за ова југо? 2006 е произведено, ова година го имав првиот дефект. 2004. Браво. Се рачуне колку овие овие полу од француски да ти кажам. Така. Па сега ваша лична перспектива да објасните што значи да се биде масон во Македонија, па и зошто од некоја држава е потребно да има масони. Па не, воопште масонеријата како еден начин во кој што се промовираат некои вредносни системи во општеството постои наназад веќе 350 години. Масонеријата, ја би рекол, тоа е една модерна религија, во кој што не се станува религиозен масон по желба, туку треба да бидеш избран. Фактички тоа е состав на луѓе кои што имаат вредносен систем вграден во себе и препознат од некој бивш масон или актуелен масон и кој те предлага да влезеш. Начинот на влегување во масонеријата е многу сложен и тежок, бидејќи доколку во тоа време се влегува, доколку сите не го дадат твојот глас, еден биде против, ти дефинитивно не можеш да бидеш. Па од тие причини има многу луѓе кои што веројатно биле предложени за масони, се соочиле со фактот дека не станале масони и буквално после тоа ствараат една фама околу тоа што е масонеријата и каква е масонеријата. Јас сум воедно сигурен, ако нешто треба да почитуваме и додржуваме за битола, и ако има попречни мислења во смисол не малку ни замераат, политика рековме воопшто тука нема да тангираме, меѓутоа животот е за жал политика врзан и сме до гуша во тоа. Заглавени, иако сака да кажат дека многу се дава за култура, нецелисходно и така натаму, културата е она што може и како народ, ама и како битола да не промовира. И интересно е, сите други ги препознаваат вредностите на битола многу повеќе од ние битолчани. Тоа секогаш е така, да. Само треба да си го сакаме градот, ништо повеќе. Се јавуваме од Грција. Леговме во Грција, на граница поминавме одлично, морам да ги поздравам
полицајците и полицијата на македонската граница, вистина професионално одлични, Шо супер автограми ти расположени. бара, јас мислев, тие мене ме гледат, усвари тебе те гледат. Ке велат, брат, ќе снимаш? Сними мене. Поздрав, дечки, супер сте вистина, фала Да, многу, да, ми го исправивте поздравувам, денот. Одиме Флорина, така е? Флорина, да. Флорина. Например, знаеш да готвиш? Знам да готвам, да. Што знаеш да готвиш? Па, често правам паста. Сакам многу најлесно да е, јадам така? паста. Заврши. Ами немој како пофали ме се речи, браво, како знаеш паста. Па не знам, ајде сама ќе се пофалиш може. Знам по нешто многу манџи дека знам да готвам, не знам манџи да готвам, Што леќе е многу работа да сите сакам. чупиња манџи не знаат да прават? Абе не јадам нешто како знаеш шо, јадам леќе многу сакам си правам, грашок, такви некои работи, ама нешто дека секој ден се манџи јадам, не. Ајвар знаеш да правиш? Ајвар сигурно знам се, ајвар што знам. Немам промано. Да, немам пробано, ама помагам тука кога ќе сум. За лупење пиперки едно за друго. лупење пиперки, Бидејќи сега да. е сезона на ајвар, затоа прашувам. Да. И во однос на сценографија, и во однос на содржина. Ова кое што го правам јас е за жал импровизација, бидејќи немам телевизиско студио и бидејќи нели немам она кое што бара телевизијата и во однос нели да речеме ефект на светло, Да. кога би била во студио би било поинаку, меѓутоа мислам дека телевизиите мораат да вложуваат во нешто такво, да се погледнат само хрватските медиуми за да се види што се тие направија. Значи ние на времето можевме да направиме Твоето лице звучи познато, односно да ги купиме оние франшизи кои што можат, има кај нас многу квалитетни, оние кои што изработуваат маски, имаме квалитетни актери, треба да им се даде А порано можноста. беше случајто, така? Беше случај, Сега не се меѓутоа, случува. некако сега сакаат се на поедноставно и на побрз начин да ги заработат парите, тоа им е преку турските серии, ништо не вложиш, гледана е, односно има рейтинг, продаваш реклами и ништо, мислам, гледате дека нема нови емисии. Мислам, стварно Да. нема нови емисии по телевизија. Најназад седеше Симсон, му помина тука нешто, джанг, му се крши толкава дупка. Еден другар го удре тука крвој и мене ме удре малце, ме дзивна и ја скрши цел овај джам што беше на втората ешелон. До тебе. И застанавме вака и се плашиме шо е, Славе вика метеор да не беше она, знаеш. И после одиме во Ресен на болница, таму одма викнајте полиција, па не испитвај до 5 сабајле, знаеш, многу беше таму крвој комбето, срчи. Вот, Да, работи скрин севере. И онака, знаеш, сите еден по еден испитваја во полиција да видат дали приказна се совпаѓа, знаеш, многу ме чуно од каде бе таму кој и после толку многу сати ме пуштија сепак, рекоа да видеа таму дека има, ама денес не знаеме што беше. А како ти текнуваа, брате, тие видеата, што правеше некој, не беа местени, пример? Имаше местени видеа? Па брат, имаше местени видеа, да. Кои се, например, местени видеа? Па имаше неколку видеа, брат, местени со мајка ми. Со точако, онака што падна? Не, то не со точако, не, брат. То со точако, јас не знам како закочи, тој напредна и си искрши, брат. Ја многу глупо, брат, да закочи. Добро, може се уплаши, мислеше дека ќе опрснам со вода. Ама не, брат, и сите местат на YouTube видеа. Да. Например, овие што се познатите, сите ги местат, Јанко, Манко, овие сите, брат. Омчо, нема да мислиш ти дека се е то вистина. Така да. Не е то битно дали е местено. Јас Битно не е, местам. битно е да биде интересно. Така е. Нема врска дали е наместено, да биде е. интересно да те насмеј. Добар ден. Добар ден, господине. Добар ден. Овој разговор се снима. И овој разговор се снима. Што се снима, бе? Да, бе, југо емисија Кој нешто. ти рече, ти си автошкола, бе? Не бе, Кој си ти? ми ми со југото. Кој ми се излегој, бе? Излегој. Абе, си снимам Излегој, емисија. излегој, фатам ќе искршам овде се. Излегој, бе. Да звонам кај цик. Кој, излегој. Излегој тука. Излегој. Не, Излегој. Застани. Застани овде. Застани. Застани овде. Застани. Тој ќе ме снимал мене. Што мислите, бе? Дека одам во велушина да отргаш зушина и дека она? Застани, бе. Седи овде. Немам ништо што. Застани. Иди вам. А ме слече. Абе, кој се лет? Па исти гаки носи униформата. Што се замислуваш, бе, ти полицаец данес? А? Застани, бе. Сега ќе виш лисици. Па не ти се точни, пораснал. Мислиш јас тебе не те знам, бе, од кај си? Ајде, оди таму. Влегвај, ајде. Влегвај в кола. Ајде, бе, дебел, бегај ти. Уште без пас, ќе виши уште една казна тебе кој ќе ти пишам. Влегвај, ајде, уш, ајде, надо. Уш, ајде. Што е ово? Се седнале. Како ќе влезем? Ама да влезам јас прво.
Ај, оди ти прав јас. Не ме бери. Полеј. Ијота, пушта без појас. А ти без појас кај беш? Јас сега го извадим појас. Тера ја во рак ти скимам, ајде. Значи си биле две камели, многу добри другарки. И многу си се сакали, стално си шетале низ пустината двете. Арно ама ожеднале. И едната на другата му вели, мора да најдеме вода. Ја вам вика, добро, ќе најдеме. Си оделе, стигнале до некоја оаза. И му вели, слушај сега, најдовме вода во изобилство. Валим те, му вика, се напиеме, барам како луѓе со чаши. Ама едната му вели, добро, јас ќе одам, му вика, по чаши, ама ти нема се напиеш додека се вратам. Не, никако, му вика. Тргнала ова по чаши, ова седи, чека година, две. Абе, немам поќе пукнав, ќе се напијам, значи ова дошла и излегва зад грмушка. Друга, тако се лажиме парни да не одам. Меѓу ночарите. Ќе направам во еден здив сега, да врте някои луѓе и да поминам. Ако нешто би дошло, не пуштай раце сега. Добро. Чекай, вака. Опасно. Опасно по живот, не мора толку да си назад. Ајде, влегваме. Така ти дичам на камера. Зеде летна, бе. И ова го летна дори. Ево, чекай, летна мирисчето. За камерата што ми ја забрише. Ево, да не излегвам да си го поставим напред. Ај. Не ми се љути. Бом! Еве, го фаќам, чекай. Че од ова го пуштим. Ево, Пошто денес е Василица, ќе се врати мазник, мајка ми мазник. Опа! Со паре, све? Со паре. Значи вечер, драги пријатели, да ви се падни парето на сите. Еве ги зароите. Знаеш дека не знам да играм со зарој? Значи, ви си живел на Бајро? Не сум живел. Да живееше в Бајро, ги нимале, зароите ги ти беа почетен она, знаеш, кој ќе почиш со зарој почнуваш. Како ќе не знам да растиш? се коцка, ми се треба на мазник ти или како? Не бе, не. Не, да го јадиме прво. Ама да свртиме пари има влад да видиме на кој ќе му се падне. Ајде, зароите. Што е најако не зедов ништо да се избришиме. Абе, ќе ги забришиме сега, седи, ајде. А, као да лишто. Врти. Да вртам, јас дека како домаќин, се врти како Врти три круга околу кружниот. Со југото да свртам. Чекай да не паднам, ајде еднаш, два пати, три пати, ај за многу години. За многу години да е, значи. Се треба двата да го држиме. Немаме друга опција. Едно, значи, за тебе, Добро. за мене, за југот и за Маш. Ајде. Ајде да видиме. Може, значи да бараме? Да. Ајде, почни прв. Чекај, ајде. Да се не знам. Сега може и намерно ќе се излечи. Југо е малце комплицирано. Од страната од ке вратата, ето рачето, крени го и одиш на рата. Можеш? Чекај, да се знам. Ајде. Интересно, дечки, и со припомош. Со припомош, чекај, само клај си го појасот за да се слушаме. Оти бубиците ни заминаа назад. Што си е сигурно, си е сигурно. Ето така. Кај ти е рикварцот назад? Како? Стандард? Да, систем. Добро, пошто знаеш дека има такви со... Ако сака сврти кругче. Прече немаш возено југо. Немам возено југо. Добро, немам возено вакво југо, чекај. Не е прва. Чекај, врати ја назад. Сега. Дечки, многу интересно. Ајде, одиме. Дефинитивно различна туража. Нема да брзам многу, не се секирај ми, само имам дебел гјон на патиките. Океј. Оп, ето уште едно југо. Уште едно југо, нема сообраќајка. Што не застанува. Не застана на вистина. Не застанува југо. Чекај, дали ми е прва? Прва е, само горе фаќа кон плугот. Ти си првото чупе што ме вози во емисија. Фала ти на довербата, многу ми е мило, ќе кажеш дали можат луѓето да ми верват или не. Сиев ти е Мури, кај си Мури, сиев ти е Мури. Добар ден, брзо. Ти рече како се ми каже? Паша по тренија. Тренето беше. Марија почна скоро може. Тоа си годините, тоа си. Кај одам? Марија паша порто да го земиме. А Мури чекај, клај си појас Мури ке не она. Те не пиши. Марија не зна кај ти работи. Ами не, сега ја се увде во битниго, така. На ти едно вако овде ти клам, кај ти е тоа? Кај е тоа? Што е ова Марија? Вака. Марија со пувчува, некој аксесори. Што си ти аксесори? Битно, ако забораваш аксесори, цела си историја. Значи, слушни ме, концентрисај се.
Резервисано е за Истанбул за 8 март. Така. Јасно? Јасно. Јас сега, Јасно, дури не јасно. пушта целијата и Чекај, петрета гузни твој. маре овде, ти. Слушај, дури не пушта петрета и целијата твој, да зјајме пасашито ти ќе се премисла, Абре, Вестина, да не ќе се вади. лабавиме ние Да не таму. го на авионот да не ни замени. Најколку жени чекима. Цел автобус полн ќе биде тука. Сето женајна ќе мирише. Абре на женања, на мишкања. Посериозен инцидент немам направено, 20 години сум шофер. Освен еднаш, значи јас пола Европа имам извозено, направив собраќајка во село Бршани, Кривогаштанско. Дали ти се верува? В село најде да направи. Село направив собраќајка, да. Успеа в село. Не знам. Во толку кај што нема таму. Село во Бршани направив собраќајка. Ама тоа беше една приказна, имаше знак стоп за право, крива бев. Ама стоп сега знакот како што сме тука и да продолжи раскрсницата за некои 15 метри. Јас застанав на стоп знакот и се си тргнувам. Јас полека, нешто бев малци занесена, ножишко беше, многу бев уморна од работа. Од таму кој ми дојде една со пунто засилена, кога се стегнавме, кочи таа многу брзо возеше. Јас дури да закочам малце занесена, не подзакочив и се судривме. Немаше барем жртви. Кога не, немаше жртви, кој излезе да вика, да се дери, да псуе, да кара по мене. Кој се собра цело село, кој ме фати една паника, срам ме фати. Мора и страв да те фати. И страв да те фати, да, Вујковци, Чичковци, се собра цело село. Шо да правам сега? Се јавам кај колешката во Кривогаштан и викам, жено, дај пушти ми го мажот, ти некој викам овде сама сум, овие ќе ме нападнат. Од шомака па на некој да ми буричка в гаќи, примерно. Или јас на никој не му буричкам в гаќи, на пример. Ниту пак ме интересирало што има в гаќи. Што има в гаќи и сексуална определеност, политичка определеност, национална. Јас ги делам луѓето на човек и на нечовек. Тебе те буричкат в гаќи? Па секогаш. Па да. И Па не. Краток. И не сала. Нормален брич селски. Сега ќе останавме без југо. Добра реакција. Виде? Да. И во Австралија се возев со Тесла, и во Канада, и во Америка, и секаде се катастрофа од кола. Другите не знам, а Теслата е катастрофа. Можда во Австралија малце подобре, не? Потопло е, брка некоја си работа таму. Ама во Канада, ако ме верваш, измрзнавме во таа пуста Тесла. Не греј? Па не греј. Имаше, тргнавме да одиме на саем за мотори. И пишеше на бордот дека 460 километри има да помини Теслата со батериите. Арно, ама ние пуштивме брисачи, пуштивме парно на треона. И ги намалите. И налето и каросеријата катастрофа не диктува тие џамоите. Знаеш како вака да се ниша и внатре влегува ладен воздух. Појако парното и кога дојде на уште за малце, а ладно беше минус 23-4 беше тој ден. Уште 3-40 километри му викаме, јас ќе туркаме со ова, така ми гледа со ова Теслава. Па те побарам за жена. Готово. Сакаш? Еве го прстено. Сакаш сега, не бри имам прстен. Имаш и прстен. Од Божиновски прстен. Чекај го видам. Ајде, дали ги сомажи за мене? Да. Марија Луиза жена! Аре. Еј, требаше да се бациме сега. Срамота е деца мали гледат. Деца мали вистина не е вакава правче се само. Да. Во тоа време во 2001 година, не знам дали се сеќаваш, се случи првиот терористички напад на зградите Близначки. На Близначките, да. Да, јас бев таму на 11 септември на час по математика ме фати тој терористички напад. За време на нападот беше таму? Да. Бев на час по математика и го памтам како момент. Значи, влегува друг професор и вика пуштете телевизор. Пуштаат телевизор, на телевизорот гледаме дека нешто се случува на една зграда и во моментот дури се свестуваме што се случува на таа зграда, се случува вториот напад. Тоа беше 9:30 сабајле 10, нешто така, и сите не евакуираат во спортската сала на училиштето, никој не смее да мрдне бидејќи не се знае што се случува во тој момент. Ете, Арно, звона телефон да се јави некој. Сите да спају. Телефон звони на некој! Што направи? Ми не си нормален, брат. Јави се, пак се превртив, бе. Кај мене звони, бе. Кајте, бе. Стварно, може и вака? Може, бе.
Интересното е што никој нема да те препозна и тебе од вести, Да. Оти никој не гледа вести. Никој не го интересира вести. Вести на Facebook се вака, ќе скролне и ќе прочита нешто. Буквално, практично, наменски си отвораш тоа што ти треба, си добиваш информацијата и затвораш. Нема да чекаш вестите на телевизија почнат. И се дојде така да се нема време и трпение за да се застани пола сат, например, да се изгледат вестите. Макар што, не знам, пак ќе речам, јас сум препозната на улица пуќе од повозрастна популација, генерално пензионери, на јаката случка морам да ти ја кажам. Ајде. Па негде 2006-та, ајде да речем една година веќе функционираш како презентер, како новинар, се појавуваш, луѓето те препознават колку толку. Кај болницата како се не продавничињата наредени. И сега судам за на работа пешадија, се заставам, си купам цигари. И се две бабиња тука се шуткат низ тоа маркетчето. И се извинувам, му викам, дали ќе може да добијам, не се сеќавам, 57-ка тогаш ми се чини пушев цигари. Една 57 цигари, пример геврек. И ми се врати тоа бабето и ме гледа. Слушај, рече, многу ќе ја поздравиш та сестра ти. Многу ми се бендис. Многу убаво чита. Замера ке чупет. Ти вакво жголјаво, шо си ми ви? Сте сестри се сидомак. Буквално се запрепастив, не сваќам што ми збора. Значи, јас имам брат, имам сестра. Боже, сачувај. Шо е финтата? Сестра ти по-убав подотерана. Не. Камерата мене ми дава и години и кила. Рачунај тогаш нека бев некој 22-3 години. Да. И се таму изгледаш како повозрастна, самата облека, самата шминка, камерата плюс си го прави своето. И типката мислеше дека всушност сестра ми чита вести, а само си личиме и по гласот, а уствари гласот беше тоа што ја натера да се сврти, да. Те познат вести. Да. Тоа ми си ба случајно со камерата и уште една личност сега скоро така ме праша, вика, добро што му имаш сгрешено, вика, на реализаторот врежија од имовила. Але вика на камерата покажува како жениште ти вако жголјаво цело. Му велам тоа се, не, нешто му имаш сгрешено, намерно, вика, си прицка на... Знаеш што направив сега, пошто те знам дека си ситна, таква маленчка, ба седиштето го подкренав тропо високо твојата, за да видиме тука негде во вицината. Фала. А инако стално се карам со син ми, пошто мене седиштето ми е скроз залепено до воланот. Не од нешто друго, ти не ми стигат мелџината. И син ми стално се кара, како можеш вака да возиш, како исправена, ваква, тако. Не бр човек, едноставно мене супер ми е погодено, ми не ми го гибе седиштето. Тама, не се. Се ми е подгаден, фала за седиштето. Да, гледаш, повисочка си од мене малце. Шпанија, на потопло. Кој е бубицата? Не знам. Негде ти замине. Ја да не ја фрли. И само ништо не се слушало. Се слушаш од кај мене и од камера, ама ајде вака мојата ќе ја поставам кај тебе сега. Не, пара ја. Велиш? И тоа поставнала, ама не сум изгледала. Не си изгледала. Нека не е тука. Само кај да нешто. Бубе! Бубе, лас. Еве, бре, назад летнала, снеже. Кажи ми, на кој начин бубицата отишла назад? Па излеа појасот нешто, кај ќе го изваде сега и рипне од Не сум, ама сега... Ќе кажи камерата, ќе кажи, ќе видиме. Леле, бубе! Бубе! Извини, молим те, бубе! Вакви работи само тука ти се случуваат. Леле, хаос сме со снежето. Чекај. Извини, бубе. Нема да ти се повтори. Ајде, бубето, стави си го таму. Па види, пошто ја спомна Тамара, јас сум убеден дека Тамара беше победник на Евровизија, само што политиката очигледно во се делува и во музиката. И мислам дека тие не се спремни да дадат Македонија да биде уствари организатор на такво шоу. Иначе мене ако ме прашаш лично, А има Македонија капацитет да организира Евровизија? Каде? Кај ќе сместиме? Епа ние кога бевме Копенхаген, уствари некоја сала, стара фабрика, која што не знам каква дејност имала, остаена, ја има земено, адаптирано за Евровизија. Значи тоа е голема организација, пак ќе речам, тие не е случајно, тоа пак иде екипа, таму ќе видат простори. На екипа дава сега случај. Да, не остават туку така, пошто стварно се вложува таму. Прво котизација за учество е еден куп пари за да учествуваш и да бидеш дел, да. Значи ова прашање
И јас често си го поставувам. Кога ќе застанам пред мојот син и пред мојата ќерка, со сето ова што јас што го поминав и велам секако да ги советувам. Од сето она што го научивме пред короната, пуќе не важи. Економијата прво не важи. Се смена, да. Се смени, се оди на дигитализација. Има исто така препорака од Европска унија, вели, ако не сте дигитализирани, осудени сте да пропадне вашиот бизнис. Така да сите ние треба заедно да се менуваме. А во Македонија дефинитивно од најстар до најмал мора да се менуваме и да мислиме за утре, а не да се замараме кој што направи, кој што рече, кој дали направи и не сме ни сигурни во тоа што го збораме. Значи многу време се губи на негативна енергија која на никој нема од корис. Ламбе Алабаковски ми звони. Ало, Ламбе. Ало. Во емисија си, само да ти кажам. Ако, поздрав до сите. Поздрав прави од Цеца. Да не спомнавте за вежбање нешто. Да, да. Да, за тоа збораме цела емисија. Да слушниш емисијата, те кандисаме за навежбање. Јас се кандисам пред еден месец во Австралија почнав. Сега барам нешто кај да почнам. Еве, Цеца, Ајде, тука сме, ајде. Во моментот на сред емисија, Ламбе. Ти само пиши, изјави желба. Мора и превоз за секој. Еден сат во дено може да се одвои. Да, точно. Готово. Тоа е значи доказ дека се сакаш себе си, тоа е љубов кон себе си, тоа не е себичност, без разлика дали си со деца или не, значи Апсолутно така е. квалитетно посветено време на самиот себе си, дефинитивно. Кога сакаш, за било каков совет ти стојам на располагање. Епа, господа, ова е Битола, ова е пајтонот на Битола. Кажете ми вие со која програма доаѓате тука, што ќе им ветите на битолчани? Поздрав! Еве колегата од Поздрав! Поздрав! Победничка Битола! Победничка! Колегата од Скопје во коалицијата ќе направи, значи вака сега, не може да дојдеме во Битола да не обекеме базен. Тоа се дешава 20 години, мислам дека е традиција. Мислам дека и вие треба да го ветите базенот. Не да го ветим, јас ќе морам да се приклучам понатаму да кажам во врска со базенот. Значи на овој народ тука, битолскиот, мојот народ, моите сограѓани, нив не им се потребни болници. Не им се потребни дури ни молови покрај тоа што правиме во моментот 3. На овој град му е потребно затворен базен. Веќе еден имаме затворено кај Водовлеџик, тој не работи. Ќе ги затвориме и останатите. Добро, значи ќе ископаме за да затвориме? Да, тоа е битно. Така оди. Поздрав. Да. Ќе го направиме, ама нема да работи, ќе биде затворен. Тоа барате вие, затворен базен барате. Да бараме. Ние, знаеш како, кај нас во Битола сакаме базен, сакаме стадион, сакаме чист воздух, многу сакаме. Немате таков печаток? Да. Значи многу пари се тоа. Сега веќе можам да видам тука локал патриот, така може. Слободно, да. Мислам дека ако за нешто еве треба да збораме во овие 2 години, скоро уште некој ден, точно 2 години како сум министерка, има двете најсветли точки од многуте светли што ги направивме во култура. Првата е камерен оркестар. Да. Морам да признам, камерниот оркестар како национална установа не дека тоа што ја основавме, тие станаа поуспешни, не. Тие си беа. Некој како велат, имавме камерен во Битола, велат го дадовме во Скопје. Ајде го објасниме. Имавме камерен кој што е во Битола и апсолутно не е заминат во Скопје. Туку е камерен оркестар на чело со Владимир Димовски и сите негови дел од екипата во камерен оркестар кој што битолски кажано ни го обелуваат образот надвор. Многу сум среќна, многу сум неактивна како психолог, ама многу сум среќна што на минимум 3 личности толку имам успеано да му го сменам животот. Дошле и побарале помош од мене. И многу сум среќна, затоа многу ме исполнува. Психологијата, не знам, секојдневие. Да, колку може да се смени општеството ако посетуваат психолог, како што посетуваат забар или фризер? Многу. Зошто? Психологијата е таја што едноставно сите одговори што таја ти ги дава или како решенија ти ги нуди, ти всушност ги знаеш. Само ти треба медијатор, во случајов психологот. Метјунимиц. Така, кој ќе дојде ќе ти речи ова и ова вака треба да го направиш. Некако кој ќе си го кажеме сами на себе, потребно ни е некој да не подкрепи дека сме во право на размислувањето или на лоцирање на проблемот или изнаоѓање на решение, меѓутоа кога некој ќе ти каже да така треба да направиш
и го сметаш како стручно лице кое што стои зад тебе, многу полесно го применуваш. Да. Наспроти, да, не велат за џабе, ако сам не си помогнеш, никој нема да ти помогне. Ама многу е важна соработката и многу би бил поубав светот, мислам дека кој ќе се практикува психологијата со сите свои универзални правила, дефинитивно светот е подобро место за живење. Здраво. Здраво. Да, снимаме, да не сакаш да те снимим и тебе. Како се викаш? Ме фаќам во камерата. Дали е можно? Дали е можно? Ми угасна југото и само викам. Угасна југото, брат, еве го југото. Ајде, мој мајсторче да дојдеш малце да му. Дали е можно? Господе Боже. Ајде провери зашто не пали југото. Леле! Ти ми го гаснеш? Ајде сега господине. Ти ми го гаснеш? Пробајте, Што ми господине. кладе на југото? Јас што ми прат. Леле, Франко! Пробајте господине да не те запали. Леле! Епа ми мите не се прочка, брат. Господе Боже! Требаме 2 месеци, брат, да ти го Дали направиме. му гасите југото? ние А ја кладе на сакам да југото. возам, викам турнити. А онда не туркат. Па јас те туркав, не ме виде дека Тој си јас те туркаше? туркав. Тој не туркаше, не А виде? вие сите знаевте? Не, јас не знам. Кај да сум јас? Еј, не садам колку сте. Купивме маски, кола, прилепска, се што треба за... Сериозно, зел ви идов јас прилепска кола, Господе Боже, Јас гледате му реков Франко? ќе запримети колата. Браво! Алауна ви е на сите. Ти имаш еден брак што се нарекува мешан во нашите Да. услови. Значи, твојот сопруг е муслиман, така? Да. Ти си православна. Муслиман албанец, јас сум Да. христијанка македонка. Ете така, и се дали имаше предрасуди во вашата врска? Многу. Ајде, Кога со што се соочвавте да видиме, кога бевме бидејќи... помали, не бевме прифатливи од никој освен од пријателите. Аха. Ама нашата љубов беше толку силна, ние се дружиме 18-19 години, сме најдобри другари, а во врска сме некој 13, заборавам дати не памтам, ама околу 13 години сме во врска. И сакам да ти кажам, на сите му докажавме и покажавме дека нашата љубов е посилна од било која предрасуда, било која разлика меѓу нас двајца и си функционираме перфектно. Така што мислам Тоа е дека најбитно од крајот од денот, да. ако се сака се може мими. Јас си Да. сум тоа што си сум, јас сум христијанка, Александра македонка, Едмон си е муслиман, си се почитуваме, тој си е тоа што си е, тој си го прави неговото, јас си го правам моето. Значи, вие дома славите и Великден и Бајрам? Славиме и Великден и Бајрам, да, и многу сме среќни дека го правиме се тоа заедно со семејството. И како изгледа тоа иде вака? Мислам, двете фамилии Многу добро поврзани? исплотено изгледа, не знам како да ти кажам. Широкото срце прифаќа се, како ти кажам. Тој што има големо срце има простор да почитува и една вера и друга и човек треба да видиш пред се. И сега ќе го повозам југото, вие нема да видите, ама јас ќе пробам да го повозам. Од кој рече дека нема да видат? Ајде влегли. Леле! Возбудена сум. Ајде да видиме ова како личи. Чекај. Дај ја. Ајде негде. Ајде, јас овде се за тебе. Луѓе, по втор пат ќе ме вози чупе. Првиот пат кога ме возеше чупе и се многу назад седам, така? Да, јас Отстрана одам скрос таму. напред. Можеш, ајде, јас ке те Опа. толку е најнапред, знаеш? Стварно? Ама има едно закревање, друго за раче. Ево вака да се Другото, зајде. другото, ова овде. Чека, ова е, да, крени го. Така, кремај. Толку. Стигаш? Стигам. Ама, Леле, каква ручна. кажи, чекај да го земам во бубиче, за да се слушаме. Ти се оклеш на тебе, ајде клеси. Ајде. И сменавме бубиците, твојата кај мене, мојата кај мене. Обратно, ти нешто кажав, добро. Ќе ме боли листо од кумплува? Не, пробај ти кажеш до душа, после се не знам, јас навикнат сум. То, човече, чекај се. Не можам да тргнам. Не горе фаќа кумплуго, права е. Само Да. погоре треба кумплуго да окрениш. Не можеш, ај провери кврст да клеш. Одиш в Австралија за да шеташ или да работиш? Не бре, каква работа. Сите што ме знаат, намо знаат дека не работам. 90% што одат од тука. Ако убаво е да поработиш, не, тоа не е спорно ништо, поќе одат да работам. Не, одам да шетам. Одам, јас шетам дури. Би живеел таму? Шо, одам, би живеел, бе, зошто ја не там. Австралија е за фамилиарни луѓе. Онака, пошто да там да живееш, скапи се кириите, треба да работиш. За кирија треба да, иначе земја средена каде што функционира системот, каде што е
чисто, каде што сме далеку 200 години, иако живеат 100 и кусур нации, таму секој со секој се почитува, никој на никој ниту му смета, ниту се замара кој шо прави Забо, шо прави Мими, шо прави, не. Австралија е онака, уба земја. А таму ако работиш, нема на пример поќе да вадиш джепараци, така натаму истото што го пречка. Ќе вадиш каде ќе вадиш, ама треба работи да си имаш работна дозвола, иначе којш на црно кога те фатат ја сонваш уште на што прави. Така не мислам дали има шанса некој така. Има шанса да тргнеш за тој дел. Не сум размислувал никош. Или не ти се бегат тука. Абе ова пуста земја, златна земја имаме само. Нема смолево во Австралија се на пример да речеме. Не, ама има многу побег да ти кажам какви паркови има таму, че какво смолево, какви бакрачи не зафркавај. Што те венди се најмногу таму? Чистотата, хигиената. 6. Ти правам сенка. 7. 8. Ете вака. Ајде. Ете парите. Ајде, парите си платиш плиш. Да се моите. Ете вака, колку треба уствари, не те порашав, ти дадов. Ето. Стотка, ајде, да се почастите едно кафе. Ајде стотка, за да се почастите. Ајде, убав ден, чао. Смајче, здраво. Здраво. Како е? Здраво. Арме, малку снимамо, среќна. Фала. Ова е парфюмерија, но и секој ти дам од тому парфюмче да си земиш. Парфумс. Смајче беше тој. Плишка. Со ајтен, ајде да влегуваме во колите. Од 2005-та, јас воопшто немав од новинарство, ниту бев новинар, туку бев вработена буквално како презентер на вести, сурат и глас. That's all folks. Тоа беше пресудно кај тебе, да си убав и убав глас да имаш. Предпоставувам, така ко ценеле, така процениле. Инаку првите вести добив пофалба, прв пат во животот застануваш пред камери, треба да читаш вести, ги читаш вестите и добиваш коментар дека луѓе после 5 години спремање вака вести немаат прочитано толку професионално како што треба, со дикција, со сите тие ниша што треба да ги има, арно, ама вторите вести се годи во сабота, не да ги утнав колку што може и не може. Како сега се сеќавам, сабота беше, снима интернет и кој ќе немаш искуство, не знаеш, едноставно паничиш, само тоа ти останува. Да. Да си попаничиш. Да си попаничиш. Малци се сеќаваше за некој сателит или појма немам што беше. Или Space Shuttle, така нешто. И само памтам дека веста траеше, видеото, што требаш да го емитувам и да прикажам дека ваква дешавка имало негде некаде. Траеше 21 секунда, што фактички од најава до најава многу кратко. Немаш простор. А јас најавата ја верглав едно добри 5 минути полета, слета, полета, слета, полета. И јас мислев дека тој денот кој ќе добијам отказ на мајве 19 години. Не се осудија да ти дадат отказ. Ете, не се случи. Значи, дефинитивно за поголеми функции. Кај што не ова за совет, оти без разлика што јас имам трет мандат, ама не се одлучува моето, значи мнозинството одлучува. За извршни функции, за големи функции, градоначалник, не знам, председател на држава, премиер и така натаму, дефинитивно мора да има ограничување на 2 мандати, оти после трет мандат сите забегват. Значи да не одам јас на трета сезона со Југото, Значи, различно е, ама дефинитивно... Се за мене си гледаме. Не, може не Југото, ама ќе смениш концептот, ќе направиш нешто друго, ќе модифицираш. Тоа се мислам, знаеш, онака, и си викам, ај да те прашам вака за совет нешто да кажеш. Под искуство пеш 3 мандати на советот. И полиција. Пак полиција, да. Добар ден, господине возачки. Добар ден. Шо преш ти тука, бе? Абе, снимам. Абе, шо снимаш, бе? Абе, не ти реков, бе, да бегаш, бе! Маријанчо, шо преш, добар, ти гледам на телевизија. Кум, бе, здраво, бате! Ајде, бе, бегај од тука, бе! Абе, бегај од тука, бе! Абе, бегај, бе! Абе, бегај, бе! Бегај! Со се поклони мира зо замина. Страф и трепет од другата година.